не значи дека така ќе биде и во иднина. Вечерва наш и ваш гостин ќе биде Јанко Бачев, кој доаѓа од редовите на Народното движење за Македонија. Човекот, без друго сте го гледале низ одреден број емисии, но секогаш на некој начин од новинарите бил перципиран низ онаа димензија на функционирање и делување на тајните полиции, на државната безбедност, на контраразузнавањето и така натаму, низ една експертска димензија да даде анализа на она што е тоа што се случува не само во македонскиот политички, туку генерално и општествен амбиент. Вечерва јас ќе се обидам низ една поинаква димензија да го представам нашиот и вашиот гостин, бидејќи човекот е сепак магистар по меѓународно јавно право, кој што е на прагот еве и да докторира, па во тој контекст ќе му кажеме едно добровечер и првото прашање заедно со тоа добровечер ќе биде кој во суштина е Јанко Бачев. Добровечер. Добровечер за гледачите на телевизија Амазон и се надевам дека во минутите што следат ќе го задржаме нивното внимание на интересни теми. Инаку кратко за мене можам да кажам дека јас по професија сум дипломиран правник со положен правосуден испит, бидејќи се знае дека правниците за да можат да работат во правосудните органи после завршувањето на факултетот мора да го положат правосудниот испит кој е услов за адвокатска, судска функција, обвинителска. Но 1994 година мојот професионален ангажман не беше насочен во правосудството, него тргна во една друга насока. Јас се вработив тогаш во Министерството за внатрешни работи, поточно во управата за безбедност и контраразузнавање. Таму останав до 2002 година, инаку тука условно кажано ги поминав сите скалила од инспектор, самостоен главен па до началник во управата за безбедност и контраразузнавање. Инаку, како што кажав, 2002 година, може би за моја среќа или несреќа работев во една служба каде што ги видев сите предавства што се случија од македонска страна за време на војната во 2001 година и од тие причини тогаш со една група ентузијасти, мои соимисленици, излегов од МВР и ја формиравме Народно движење за Македонија. Инаку, како што кажавте, моја потесна така научна преокупација е меѓународното јавно право. Јас и никогаш не сум бил, така да кажам, класичен полицаец со тие полициски школи, бидејќи се знае како е таа поставеност во МВР, таму класични така професионалци може да се сметат луѓе кои што се завршиле средна полициска школа, па после во Идризово нели имаше еден факултет за безбедност. Така да, значи, јас, мојата преокупација е во сосема друга насока, меѓународното јавно право, како што кажавте, јас имам магистрирано исто така на меѓународното јавно право за една тема многу интересна за Македонија, која што беше носеше наслов приемот на Македонија во Обединетите нации и меѓународното право. Инаку до сега можеби требаше и да одбранам докторската дисертација, која што исто така ќе ми биде една значајна тема од аспект на Македонија, кои опции правни опции може да ги преземе Македонија во Обединетите нации за да се го поврати уставното име. Но за жал малку моето магистрирање се одолжи и тоа не е по моја вина, него по вина на моите ментори на правниот факултет. Таму најпрви ми беше определен за ментор Денко Малевски. Сега јас имав една интересна тема која што се однесува баш за тој период 93 година, кога од 90 до 93 кога Македонија беше примена во Обединетите нации и јас сум можеби првиот со магистарска дисертација кој што е одбранил на факултетот, во кој што аргументирано докажав дека Македонија во тој момент не требало да инсистира под странното име поранешна Југословенска република Македонија на приемот, бидејќи сите сега што гледаме експерти, научници кажуваат дека бил неопходен тој прием во 93-та. Напротив, значи јас се одбранив магистарска теза со која што докажав дека не требало да биде тој прием, но за жал таа припрема ми се одолжуваше некаде 3-4 години. На крајот Денко Малевски откажа да седи во комисијата да ја бранам, бидејќи он отворено ми каже како ќе седам јас со тебе кога јас бев министер и застапував треба сам против себе да бидам, можеби беше и коректно од негова страна, кога кажа како ќе седам во комисијата кога јас бев министер во тоа време, јас застапував сосема друга политика од тоа, па после мораше нов ментор и така, или за моја среќа сега тоа се заврши, ја одбранив магистарската теза и очекувам сега во најскоро време некаде до крајот на летниот период и да ја одбранам и докторската теза, која што кажав исто е една тема од стратешки интерес за Македонија, кои опции може да ги преземе да се го поврати уставното име во Обединетите нации. И отприлика тоа е така мојата професионална и животна кариера. За почеток, оженет, татко на 2 деца и така. Така, сериозен човек. Веднаш, на почетокот да почнеме со една ваква тема, бидејќи
улогата на Народното движење за Македонија е такво какво што е по вина на македонските медиуми, бидејќи за таму се резервирани само оние во наводници големи партии, едноставно не даваат простор и за продор на нови политички субјекти со нови политички идеи, на крајот на криштата со нови идеолошки матрици. Па во тој контекст би ве запрашал видувањето на Народното движење за Македонија за актуелните политички состојби и за оваа политичка драма во која што денес се наоѓаме. Па сега се наоѓаме во една интересна ситуација околу изборите. Сега како да се поставува прашањето кој блефира всушност околу овие избори. Гледам дека сите сакаат избори, али како што изгледа дека во тие кавги произлегува дека како и баш и да не ги сакаат. Инаку сега од тие кавги што ги гледаме, можеби условно кажано така и двете страни се во право. Во право е кога Груевски кога кажува дека он како премиер нема законска можност формално правно да влијае на судот, за бидејќи сите гледаме дека основната пречка сега е блокадата на А1 телевизија, нели тоа го кажа јавно двете партии. Од една страна Груевски кажува дека како премиер и точно во законот нема можност како премиер да влијае, од друга страна тука сега може да се разбере и Бранко Црвенковски, ако оди он на избори без А1 телевизија, треба однапред да си потпише смртна пресуда, како да ги изгубил изборите. Оди јасно е дека другите две телевизии, Сител и Канал, пет веќе и не се кријат, отворено се ставија на страната на ВМРО-ДПМН, и тука може би да се смета тој оправдан страф од кај Црвенковски. И сега останало да видиме како ќе го надминат тој проблем. И јас инаку денови ве излегов со една идеја која што е, како што кажавте вие, така од тие клучни телевизии со национална концентрација не беше пренесена. Излегов со еден план во кој што предложив, ако е тоа единствениот предуслов за избори, да се седне и да се направи еден договор А1 телевизија и Сител за време на предизборната кампања да им се забрани да иметуваат изборна пропаганда. Значи во тие 15 на дена да не иметуваат изборна пропаганда, со цел да се доведе до тоа избалансирано информирање за двете партии, но од друга страна бидејќи се приватни медиуми, за нив изборите се најдобриот извор за стварување на приходи за време на избори. Предложив да се формира едно тело во кое што ќе влезат членови од ВМРО-ДПМН, СДС, Сител, А1 и Советот за радиодифузија и да им се определи една еднократна сума која што ќе биде своевидно финансиско обештетување на тие две телевизии. И јас мислам дека не губат они ништо со тоа, бидејќи се вонредни избори, таа предизборна кампања кратко трае, роковите се пократки, околу 15 на дена, и значи во тој период да не имитуваат изборна пропаганда. Сега тој план наш колку ќе допре до нив останува да видиме, и бидејќи сметавме дека тоа е единствениот можен начин да се надмине таа пречка и најпосле сите, ако се стварно не блефираат, не се блефери, да излеземе на избори и да се соочиме со народот. Инаку како и да е, работи во одат најверојатно ќе има избори, сега дали ќе бидат мај или јуни, не игра голема улога. Така. Околу политичката реторика би сакал да ми дадете ваши видување, бидејќи доаѓате од правниот факултет, од меѓународното право, знаеме големите умови и Хегел и Кант, што говорат токму околу таа политичка филозофија на делување на политичките субјекти на домашен и на меѓународен план. Денес се соочуваме ние граѓаните во еден чуден политички амбиент, каде што двајца луѓе се убедуваат меѓу себе ќе нема избори, па се повикуваат ајде на избори да видиш кого сака народот. Значи ние сме сведени на еден пасивен политички субјект граѓаните, кој што треба само да верифицираме волјата на едниот или на другиот, дали таа волја ќе биде на Груевски или ќе биде на Црвенковски, едно срамно политичко ниво. Барем јас како граѓанин со ваква политичка реторика, јас нема да излезам на избори, затоа што сум сведен токму на тоа, на она контроверза кој треба да владее. А во демократско општество, знаете и вие, знаеме и сите ние граѓаните, дека во суштина на демократијата е како да изградиме најдемократски, најфункционални општествени институции кои ќе функционираат без